Одобрените средства од општина Куманово за Калигула како централна представа по повод 75 години театар Куманово да бидат пренаменети за представата За кого бијат камбаните, беше предлог одлука на денешната седница која мнозинството советници не ја поддржаа. Дел од советниците сметаа дека треба да се даде зелено светло за предлог одлуката бидејќи националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев кога аплицирала за представата Калигула побарала околу 800.000 денари, а од општинскиот буџет биле одобрени многу помалку средства. Од друга страна пак дел од нив сметаа дека за представата За кого бијат камбаните не се потребни толку финансиски средства како за првично одобрената, која е пообемна. Пред нас се измена на програма со многу штуро образложение, би кажала. Се бара носител Центарот за култура Трајко Прокопиев барал да бидат одобрени 180.000 денари за 75 години јубилеј театар Куманово за представата Калигула. Меѓутоа, вели во образложението, истата треба да биде сменета со културна манифестација театарска представа За кого бијат камбаните, од причина што нема доволно финансиски средства и истата е централна представа по повод 75 години театар Куманово. Сега, во септември, доколку се сеќавате, мислам беше 25 и 26 септември, беше објавен јавен повик и траеше еден месец. Сите правни физички лица што исполнуваат услови можеше да се јават на тој јавен повик со образложен проект, со финансиска рамка и така натаму и така натаму. Сите тие барања ги разгледуваше стручна комисија, ја состави програмата и таа програма беше пред нас. Гледавме ставка по ставка и ја одобривме, односно ја гласавме. Програмата, мислам, ја гласавме негде на крајот на декември, на 17-та седница, ако не се лажам. Една од одобрените беше Калигула. Меѓутоа, не беше одобрена, ниту пак аплицирана представата за која што денеска се бара средствата да бидат пренаменети, а тоа е представата За кого бијат камбаните. Сега, прво се бара од Советот да се стави над таа стручна комисија и таа стручна комисија на некој начин се избегнува. Се воспоставува лоша пракса да утре правни физички лица се јават на јавен повик со еден проект кој им е спремен, готов, а во текот на годината да барат тие средства да бидат пренаменети за некој друг нивен проект. Не гледам причина овде зошто да се користат и да се промовираат политички поени, се споменуваат зборови лоша пракса, мислам фрази лоша пракса или сега најновото што сега го рековте дека е пренамена на средства. На нас како советници ни престанува да одлучиме како и што. Ние зборуваме овде за лоши пракси, колку пати сме ги повлекле точките. Колешката од ВМРО потполно се сложувам со вас, може би го делиме ставот по однос на ова за представата, меѓутоа не се согласувам кога кажете воведовме јавен повик и ги средивме работите. Ја мислам дека уште поголем хаос. Представата За кого бијат камбаните е централна представа, односно представа за која Министерството за култура обезбедила средства. За оваа представа сега се бара на дополнување. Значи, за оваа представа, зборам За кого бијат камбаните, се бара на дополнување. За представата Калигула, тука е раководителот, може да каже, мислам дека е барано околу 700 или 800.000 денари, а општина одобрила 180.000, мислам дека беше. Така, да, 180. И така да, тука настанува проблемот, односно, сега ние како Совет сме ставени овде да одлучуваме, а тие како Центар за култура, како институција искористиле нивната законска можност, нивниот механизам да побараат од нас. Доколку
вака сте размислувале, сте можеле оваа точка и воопшто и да не ја ставате на седница на Совет? За жал, НУЦ Трајко Прокопиев на веќе одржани неколку состаноци при барање на финансиските картици и финансиските рамки, барат само преименување на театрската представа од Калигула во театарска представа За кого бијат кабаните, не бараат финансиски средства за одбележување на јубилеот, доколку тоа ви беше прашањето, но има потенцирано бидејќи е 75 јубилеј години Трајко Прокопиев и бараат да оваа представа да биде централна представа. Точно така дека се разликува многу и тематски, и суштински, и габаритно од првата до втората представа, но за жал ние, како што кажав и претходно, немаме информации дали тие имаат дополнителни средства или немаат и дали сте во можност да одржат било каква представа по повод 75 години. Бидејќи претходно НУЦ Трајко Прокопиев веќе го има подпишано договорот за театерската представа за Калигула, заради промена мора да иде на Совет на општина Куманово. Ние како сектор имаме облигации и мораме да го пуштиме на разгледување и одобрување од Советот на општина Куманово. Како позитивна практика, како поголема транспарентност, сите промени мора да идат со одлука на Совет, бидејќи имаме претходно подпишани договори. Ние како комисија веќе разговаравме и јас кажав дека има позитивно мислење, бидејќи 75 години. Но во однос на театерската представа, каква е голема, во однос на претходната представа, мислам на сегашната представа За кого бијат камбаните, е премногу различна од габаритот, од почнувајќи од костимографија, завршувајќи до сценографија. По подолга расправа во однос на предложената пренамена на средства од една за друга представа, најголем број од присутните советници гласаа против предлог одлуката за измена на програмата на културни манифестации на општина Куманово за 2022 година.